Овде не е проблем и тие општини да донираат одредена сума на пари да помогнат во тоа, покрај бизнисмени и така натаму. Но ние тоа треба да го изградиме. И второ, кога ќе дојдат тие жени да бидат тотално заштитени, да може дали месец, два, три, што е многу важно, повеќето од тие жени немаат вработување. Значи, тука општината, кога сега знае или порано да вработува своји пријатели, партиски послушници, лепачи на плакати, што викам, добро да не го направиме така, значи вие сакате да зборуваме оставете ме да зборувам, се извинувам. Па еве конкретно за локалната власт. Ние треба овие луѓе да ги вработуваме. Значи, ние ако не им помогнеме, зборувам како општина, наместо јас некој од партијата демократи да вработам со лепал плакати, ќе земам, ќе ги вработам овие луѓе. Овие жени, изборувам и воопшто, ако веќе имам таа моќ на вработување, што јас мислам не треба да ја имам, бидејќи треба ние, луѓето само да ги вработуваме по стручност и се разбира други квалитети, не е партиски и нормално, ова само го спомнувам не да напаѓам се, го зборувам како така, и дека овие жени кои што зависат од финансиски, затоа пак тие се враќаат кај насилниците, им најдиме работа. Мора да им најдиме работа. Во Битола мора да се креира вработување. Не можеме само во општината и во некои институции да ги вработуваме. Ние пак ќе кажем, ако добиеме децентрализација, а ова е децентрализација која зборувам, да ние како општина сме способни, можеме да изградиме центар со парите на државата, мислам на народот и на општина. И тогаш, ако Битола, пример, вложи 10% за одржување на тој центар и изградба, државата нека вложи 90%. Не само за Битола, општина. Зборуваме за сите. Оти ние кога тука дискутираме како луѓе паметни, ние сакаме ова да се прошири по цела Македонија. Не е ова за мене, луѓе. Јас можам уши 5 пати или 10 пати или не знам кој од овие помлади луѓе да бидат градоначалници. Поентата е да се направат закони кои што нас ќе не овозможат за идните генерации. Јорго не се бори да биде градоначалник, јас само ова морам да кажам. Не се бори да биде градоначалник за себе. Туку работата е да оставиме нешто за сите. Оти зошто јас се борам и имам како човек и сите ние се разбира, значи се борам за нешто добро, не можам да разберам една работа. Значи зборувам за сите градоначалници и за Битола и за Совето и за председателката. А ги прашав, ама не ми одговорили, тоа може да ми одговорат. Дали тие досега, ајде да не го потребувам зборот бора, дали тие досега застанање да се спротистават на владата, на министерство да кажа, слушај, доста вие ништо не правите за жените или за проблема што го имаме со жените, со насилниците во Битола. Зошто досега не инвестирате пари? Зошто вие како држава не изградите центар? Еве немаме ние пари. Немаме ингеренција. Ајде бе молам Габриела и градоначалнику, дискутирате, кажете, одговорите, дали имате досега застанато? Ма се јас да ги терам со сила, јас само кажувам да одговорат. Оти мене ние преку глава, ова е, знаеш, многу пати си имам кандидирано за градоначалник. Знаете зашто се кандидирам? И да му одговорам на градоначалник. Вика, не те персеквираат и немаш доволно гласачи. Благодарение градоначалници на твојата криминална партија да помане што имаш доволно некои гласачи па те гласат, инако немаш или којаш да бидеш градоначалник. Број 2. Ајде, може и са не ме прекинете. Може јас едно прашање да ви поставам? Знаете што е насилник? Дали имате дефиниција за насилник? Јас знам што е насилник. Јас знам што е насилник. Не, дали може да ја слушнам дефиницијата насилник? Насилник е човек кој што си ја тепа својата жена или ги само физички? И психички. Па тогаш мислам дека треба да се запрашате што е насилник. Господјо, вие сте многу паметна, ама вие од вас поголем насилник не сум добро. Значи, 12 години го малтретирате го народот и граѓаните во општина Битола. 12 години и не ви е страм се прејавувате да бидете градоначалник на Битола. После 12 години немате ништо направено. И ви е криво. Да не го користим овој простор за некои лични размислувања.
Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто.